се јави, честит и вечен празникот. Поклонени е родителе Богла, свидетелство ваше Тебе, и Христо ваше слове се утврдени. Бог се јави, на вистина се јави. Православните христијански верници го празнуваат празникот Богојавление. Велик си Господи, чудни се Твоите дела, и ниеден збор не ќе биде доволен да ги испее Твоите чудеса. Голем број граѓани се собраа на мостот Слобода за заеднички да го прослават еден од најзначајните христијански празници. За нив водици представуваат ден исполнет со духовна символика, а меѓусебно си посакаат здравје, љубов и спокој. Овој ден е еден од најубавите верски празници во Македонија и да е за многу години и е многу убав затоа што масовно народот излегува и се дружи. И самата символика на празникот, дека Бог се јави и почнува тоа да се применува меѓу луѓето, ги сплотува и верувам дека ги облагородува. И посакувам така да биде во Македонија. Мир, беричет во куќа, тоа ќе се посакам. Здравје, среќа, мир, секоја куќа да биде убава. Здравје на сите и се најубаво. Христијански празник кој што ги осветува водите на сите реки и езера во Македонија и чувствувам дека се враќа радоста кај народот на вакви празнични денови и посакувам тоа да трае повеќе години и векови за сите христијани во Македонија. Меѓу над стотината учесници кои скокнаа по светиот крст во главниот град, најсреќен беше 24 годишниот Дарко Митровиќ. Тој беше даруван од архиепископот на Македонската православна црква, Охридската архиепископија господин Стефан, од градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски и од повеќе поддржувачи на манифестацијата, кои му посакаа добро здравје и многу успеси. Одбележувањето на празникот почна во храмот Рождество на Пресвета Богородица, каде што чиноначалствуваше архиепископот господин Стефан. Празникот Богојавление се празнува уште од вториот век. Според христијанското предание, токму на овој ден Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. Поради чинот на големиот водосвет што го извршува црквата, празникот е познат и под името Водици. Верувањата велат дека оној што ќе го фати крстот ќе го следи среќа, благослов и берекет во текот на целата година. Фаќањето на крстот символизира духовно соединување со Христа, а се смета дека по осветувањето водите добиваат лековити својства.